СДСМ го избра новото раководство на партијата. Од ВМРО ДПМН велат дека свежина нема на повидок. Што велат аналитичарите и кои се овие имиња кои што ги слушнавме вчера за прв пат од СДСМ? Разговараме во продолжение во следните неколку минути. Посакувам добро утро. Добро утро. Благодарам за најавата. Значи, конечно, нели, после, мисля дека повеќе 6 месеци од изборот на новиот претседател на СДСМ, оваа партија добива фул во целосен капацитет раководство. Значи, нови подпредседатели на партијата се првенствена министерка Шукова, таа мислам дека беше за екологија, ако не се лажам, министерка, може би сгрешив, не е некое лице кое што нели е премногу експонирано. Потоа како да кажеме, познатото име е Ана Чупевска, универзитетски професор, која нели делуваше некако како некаков аналитичар, како некаков неутрален експерт, а сега е нели во потесното раководство на СДСМ и уште еден лик од Битола, мислам нешто Менде Илиевски, ако не се лажам, му беше името, кој е подпредседател на партијата. Сега, по мене, може би грешам, но најинтересното име е името на новиот генерален секретар, тоа е Александар Димитриевич, викан Саша, кој е непознат за пошироката јавност, веројатно во СДСМ добро го познаваат. И иако е непознат, сметам дека тоа е тоа што на СДСМ му недостасуваше, значи некој од базата, некој од членството. Тој бил и тој е советник во општинската организација на Гази Баба, значи советник е во општината. Значи од Гази Баба е потекнува таа општинска организација на СДСМ, бил подпредседател на СДСМ Младина и сега станува генерален секретар. Тоа е младо момче, изгледа вака пристојно културно. Не го знам, се надам дека набргу ќе го најдеме и ќе му направиме едно интервју да видиме. Тоа би било добро за гледачите да го запознаат. Како зборува, но тоа што е охрабрувачки за оваа партија, тоа што цело време го велевме дека му недостасува на СДСМ, а тоа е нели на СДСМ му недостасуваше СДСМ, еве сега конечно со овој лик и добива малку, нели на нова. Сега во најавата ти убаво спомна, нели, ВМРО ДПМН, како вели, тоа се све слуги на Зоран Заев, нели, као нема ништо ново, не. Дури имаше пред некој ден изјава од премиерот Мицкоски, СДСМ не е вредна опозиција, нешто во тој стил. Не знам зошто секогаш кај нас власт има потреба да ја коментира опозицијата, тоа треба обратно да биде, нели? Тој што е на власт ја има довербата на граѓаните и тој треба да се занимава со довербата на граѓаните, односно да ја води државата. А тие што се во опозиција, тие треба да ја заслужат, нели, вербата на граѓаните и да работат напорно, дупло повеќе до вие што се на власт, нели, за да се вратат на власт, бидејќи секоја политичка партија без исклучок е формирана за да ја освои власта или биде дел од власта. Ниедна политичка партија не се формира за други цели. ВМРО ДПМН имаше реакција. Дали имаме од други реакции за изборот на новото раководство на СДСМ? Не прочитав конкретно за изборот на СДСМ, пред некој ден видов од Левица реакција, но не се однесуваше на овие ликови, туку на предходно именуваните, као подпредседателката Фани, како и да се презиваше, заборев. Значи, тие има дека СДСМ ќе остане, да ги цитирам, глобалистичка и униполарна партија во поглед на глобалната политика. Значи, тоа да кажеме на реакција од нив. Другите партии нема реакција, не видов реакција ниту од Знам, иако Знам е нели некој антипод на СДСМ. ВМРО ДПМН е најгласен во реакциите, од повеќе
места во владеачката партија се критикува, се коментира изборот на СДСМ. Јас би очекувал нели во овој нареден период да слушнам мислења од оние така наречени аналитичари, политиколози. Нивното мислење баш би го оценил, кои што би се произнесле за овие промени во најголемата опозицијска партија во Македонија, кои што нели би го дале својот суд за тоа како течат тие промени во СДСМ. Јас неколку пати реков дека не сум преголем оптимист, а единствена светла точка во овие нели во овие кадровски решенија нови му ги давам на младиот генерален секретар, кој иако не го познавам, иако не знам лично каков човек е, радува фактот што тој потекнува нели од оние, значи потекнува од базата на СДСМ. Тоа што го зборувавме и минатата недела, како да не слушнаа можеби. Никој друг, секоја чест вие може да сте универзитетски професор, вие може да сте нели многу способен менаџер, вие може да сте се, но партиите не се фирми, не се компании, не се научно-образовни институции, гласачите уште помалку личат на такви луѓе, тоа се народни маси, нели, кои каде што владеат други закони, и тука ви треба лице кое што е способно на терен да ја одработи и кампањата и секој вид на друг вид на работа, нешто што на СДСМ во последните години многу му недостасуваше. Значи ја изгубија едноставно го загубија линкот со оние општински организации, па веројатно затоа им се случи и у нас сознам, значи да се формира една партија буквално од старите членови на СДСМ. Сергеј Ивановиќ, благодарам што и ова утро беше заедно со нас. Ете, зборувавме за последните случувања во СДСМ, како да речеме, можеби и најважна тема за дискусија деновиве, односно од вчера. Се обидуваме секогаш актуелностите да ви ги донесеме на дланка тука на Слободен печат во оваа анализа за македонските случувања. Одиме понатаму со нашата програма.